не знам како на некому се скрши чаша и дојде човекот со метла, значи главен менаџер, генерален менаџер. Дојде со метла и буквално чистеше тука пред сите и јас вака бев као зачудена. Речи си сите 90 и нешто просто крена рака. Дека купиле онлайн. Например, ги учиме и ги едуцираме константно дека треба да гледаат основни параметри, треба да гледаат дали има некакви ревјуа, треба да гледаат дали има контакт број, треба да гледаат дали добиваат фискална сметка. Добар ден и добре дојдовте во последното издание на Кариера МК подкаста насловен На каде одиме. Мојот денешен соговорник е Марија Ристовска, проектен менаџер за e-трговија и маркетинг и PR консултант. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Како си расположена денеска? Добро, супер. Јако надворе врнежливо, ама окей, сум расположението ми е супер. Само да те надополна, покрај тие нели 2-3 реда, но сам и следна капа. Односно сум раководителка на Алијанса за родова еднаквост на работно место, што всушност е подружница на Алијансата, односно на Асоциацијата за трговија, каде што сум проектен менаџер. Одлично, ќе зборуваме малку повеќе за тоа. Би сакала да те прашам малку за твојот пат. Како започна твојата приказна од Групер и Work and Travel USA до Асоциација за e-трговија, малку за тебе и за твојот бекграунд. Да, многу интересно, кога бев мала немав некакви аспирации конкретно за e-трговија. И сосема случајно запишав e-бизнес на економски факултет. И после тоа во 4-та година имаше оглас за пракса и се пријавив и ме избра и бев меѓу првите вработени во група, што тогаш нели беше ултра мега ново, популарно. страшно популарно, да, и беше нели со e-трговија поврзано. Поработев таму неколку месеци, но бидејќи секоја година одев на Work and Travel, сите 4 години додека студирав, сакав пак да одам и 4-та година и така тоа кратко траеше, но добив малку дојам како изгледа или што значи e-трговија и влегов во светот на e-трговијата, со тоа што тогашна e-трговија со сегашната се многу различни. Точно. Да. Тоа беа почетоците, би рекла, на e-трговијата. Да, имаше некоја цифра дали помалку од 20% имаа картички тогаш. Ова збориме за 2011, ако не се лажам. Така отприлика тоа време не сум сигурна, дека беше. Тука негде плюс минус. Да. Сам тоа бев на Work and Travel. Work and Travel ептен ми помогна за да ми ги расшири, да речам, видиците и ме направи по-адаптибилна и ме научи како да работам со луѓе од различни култури, при тоа да видам нешто што го нема тука. Конкретно една година работам во Hard Rock Cafe. И во Атлантик Сити во Нью Џерси и главниот менаџер дојде, тоа GM се вика General Manager, дојде дента. Не знам како на некому се скрши чаша и дојде човекот со метла, значи главен менаџер, генерален менаџер, дојде со метла и буквално чистеше тука пред сите и јас вака бев као зачудена, тоаш колку сум имала 19 години, и не ми беше јасно што се случува, викам дај јас да помогнам, не вика Марија, please let me do it, као it's my honor, и ја вака гледам, викам добро, ке нас вака не да работите. Нешто ново, нешто другачие. Ама еве некој едноставен пример како така ги отвара видиците и како различни работи сум доживела, така да не поврзано со темава, ама меѓутоа можеме да научиме нели од практиките надвор, нешто што би било интересно да го имплементираме и кај нас. Така. И што можеби го нема кај нас. Да. Не е спомната тука, ама живеав јас и работев во Дубај 3 години, исто поврзано и со маркетинг, со ивент индустрија и со хоспиталити. Така да и таму работев таму па ептен се со микс. Во еден момент знам дека правевме некоја естимација, имаше 40 националности во тимот. Така да тоа беше ептен како да сум го пропатувала светот. И од кога се вратив таму, работев тука во неколку компании како маркетинг менаџер и потоа повторно се најдовме со Нина за ми рече ајде ако сакаш дај да доработиме ова што почнавме и ден денеска сум во Асоциација за e-трговија и навистина ми е убаво бидејќи за прв пат имам да речам шанса да работам од страна на технички и невладина. Каде што всушност и ги застапува интересите на сите бизнеси од целиот екосистем се вика тоа на e-трговијата, значи не само продавници, туку и логистички компании, осигурителни, маркетинг агенции, IT компании и така натака и така банки. И е интересно дека може да им се помага на сите, вклучувајќи ги и да се едуцираат сите, да се прават најразлични истражувања и така натаму и некако е различно од таа перспектива од перспектива на приватен бизнес кај што работиш за да ги продаваш своите производи или услуги. И така, еве, уште сум тука. Кој еве e-комерц, e-продавница, кои се најчистите заблуди кои што постојат околу e-продавниците?
Тоа дека е доволно да се направи само продавница, односно веб страница. Чисто кажам така, дали држам предавања или кој имаме некакви обуки, бидејќи многу голем број од луѓето сметаат дека окей ќе ја направиме продавница и некако ја поистоветуваат со физичка продавница. И стално ми ја правам паралелата. Окей, физичка продавница е едно, например, сум тргнала во Ситимол да купам нешто и се сум тргнала во DM, ама покрај DM ќе ги видам уште 2-3 продавници и ќе застанам или ќе ми се допадне нешто на излогот, ќе застанам и таму. Во онлайн светот не е така. Јас нема рандом да седам и да побарам Maria.mk или нешто друго. Туку треба нешто да ме натера, значи дали реклама некоја да стигне, дали да имам потреба па на Google да побарам па да ми искочи најгоре или било како. Значи треба да го привлечете купувачот. Најлесно е да се направи веб страната. Тоа е на лесниот дел. Да, тоа е на лесниот дел, ама оно што треба да се направи е да се изгради бренд, да се направи логистичка мрежа, да се направи лекција на производи, да се направи убав UX, user experience за купувачите и така натаму, така да има понатака цела приказна, не ги обесхрабрувам луѓето, туку само кажувам дека тоа е најчестата да речам заблуда, дека ќе направиме продавницата и тоа е тоа. Напротив, треба да се донесат купувачите кон продавница. Како изгледа еден успешен процес од прв контакт со клиент до успешна продажба? Тоа изгледа со тоа што ќе им се овозможи на купувачите пред се да знаат што, како и колку добиваат и купуваат. Си да сакаат кога си е црно на бело, кај што знаат дека транспарентно, значи се убаво поставени производите, има добар user experience, јасно е прикажано, значи колку е цената на производот, колку е цената на доставата, нели доколку има дополнителни некакви трошоци за ако има не знам порана, побрза достава или било што друго. Така да сите тие работи ако има представено политики на приватност, на колачиња, на доколку некој сака за рефундација да ги врати производите од било кои причини. Така да сите тие работи да се транспарентно прикажани, тоа би рекла дека е прво и најбитно. И потоа нормално да има едноставна наплата, да има повеќе опции за наплата, некој преферира кеш, некој преферира картица, некој преферира при превземање, некој преферира на рати и така натака и така натака. И после тоа нормално и многу битно, бидејќи единствен контакт со потрошувачот е всушност да има достава која што е брза и reliable, се да рекам на англиски. И она што мислам дека манькаат домашните, после тоа како краток follow-up, да знаат дали купувачите се задоволни од самиот експириенс, од самото купување. Така да со тоа некако би се заокружил целиот овој успешен процес на едно customer journey. Па да, и на тој начин всушност би дознале како другата страна размислува како е задоволна си со цел да си ја подобрат нивната продавница за да си имаат поголема продажба во иднина. Например, Тему и останатите големи компании би рекла користат AI алатки за хиперперсонализирано искуство. Па што би одговорила на ова? Како нашиве, да речам, продавници треба да одат во таа насока или? Дефинитивно треба да одат. Сите знаеме дека како Тему влезе на пазарот, дека стана бум. Јас неодамна го раскажував тоа, имав една кратка обука со рурални жени, беше фасцинантно. Дека кога на почеток влегов на обуката и да прашам, да го видам нивото на жените што беа повозрастни, да прашам колку и дали купиле, за да знам на кој ниво да држам обуката, речи си сите 90 и нешто посто кренаа рака, дека купиле онлайн. Моето второ прашање беше од каде сте купиле онлайн, сите рекоа Тему. Моето трето прашање беше дали сте купиле од домашна некоја продавница, за жал сите рекоа не, но рекоа дека Тему им помогнало да го победат стравот со плаќање со картичка и дека ќе се обидат да купат нешто од домашни трговци, што беше супер позитивно, бидејќи би рекла пред 5 години тоа беше научна фантастика. Така да Тему очигледно прави добра работа во смисла на едукација на пазарот несвесно. Да, добар момент беше всушност влегувањето на Тему, бидејќи ги охрабри на некој начин, посебно постарите, повозрастната група да се ослободат со плаќање. Затоа што нели тоа е стравот да не земе повеќе пари, стравот да не потекнува од сивата економија. Сивата економија односно нерегистрираните купувачи на социјални медиуми. Сега друго е кога купуваат така и кога ние многу често добиваме и жалби од некои купувачи, мислам иако не сме тело кое што е регулаторно, мислам сме асоциација, ама добиваме често, најверојатно не знаат каде да се обратат луѓето, добиваме често поплаки. Да, не блокираше купувачот, не ми го врати ова, еден фасцинантен случај беше на некоја жена испратиле користен
на тава и некои такви работи, ама на пример ги учиме и ги едуцираме константно дека треба да гледаат основни параметри, треба да гледаат дали има некакви ревјуа. Рецензии на македонски, треба да гледаат дали има контакт број, треба да гледаат дали добиваат фискална сметка, затоа што ако не го добиваат тоа, како ќе докажете? Тоа исто како попатно, нели, кога шетате или негде на улица, кога ќе застане некој да ви продаде нешто, ако купите, денес го нема, утре го нема, како да се пожалите, немате потврда дека вие сте дале пари, дека сте го купиле од таа личност, така и ова само што е дигитално. И некако тему интересно помогна тоа, затоа што е регистриран субјект и така натаму, помогна тоа, тој страф малце да се надмине. Секако мислам дека многу работат и домашните трговци на тоа и ние како асоциација, ама од тему сметам дека можат домашните трговци многу да научат на тема користење на AI алатки, затоа што кога се работи во трговија доста податоци се собираат за трговците, им треба да се искористат за да се следат нивните преференции и така натаму, за да се направи едно хиперперсонализирано искуство. Воопшто треба да се охрабрат домашните трговци да користат AI алатки, затоа што макар за описи, за производи и за наједноставни работи, контент, креирање на содржина и така натака, така да дефинитивно од тему може да се научи барем тоа. На што треба да се внимава, Марија, во процесот на отварање на продавница? Кои се тие клучни работи на кои што треба да внимава личноста која што сака да си отвори своја собствена продавница? На што треба да внимава? Првим би рекла дека треба да направи маркетинг истражување, за да види дали да го опипа пазарот и да види дали има потреба од нивниот производ или услуга. Многу често се залетуваат луѓето и едноставно мислат во свој бабл и мислат дека окей, ова е најдобриот производ и некако после некој време немаат никакво истражување, не провериле, не прашале луѓе околу нив дали би го купиле. Едноставно отвараат продавница. Мислам дека тука малце после се разочаруваат ако тоа не успее. Мислам дека едно е тоа, друго е делот да видат со какви ресурси располагаат, односно луѓе, финанси, креативни, нели, и така натака време и така натаму, многу често луѓето што работат фул тајм работа, односно цела, нели, работа, си го отвара тоа како на страна, ама тоа значи дека, нели, помалку време можеш да вложиш во бизнисот и така натаму. Така да треба да се видат и ресурсите со кои што се располага и да се види дали затоа што сега модернава доба нуди повеќе опции, некој може да отвори продавници во рамки на маркетплейс платформа. Пример Ананас е маркетплейс платформа и таму може некој да си отвори, пример чаша така да продава, можам да си ја направам во нивни рамки, да си користам и да си користам нивни, да речем, ресурси за техничка поддршка и така натаму. Мислам, ова не е ништо ново, тоа го нуди Амазон и го нудат многу други со години. А некој може да си направи, ако има повеќе ресурси или сака по-персонализирано, ќе си направи своја продавница, но и двете страни имаат предности и слабости, така да тоа се двете работи кои што треба да се гледаат и многу е битно да се пази на регулативата, односно на основни работи што се битни да се запазат, особено ако си има собствена продавница, бидејќи ако сте дел од поголема маркетплейс платформа, тие неминовно мораат да следат, нели, законска регулатива, бидејќи нив им оди во прилог, не им се исплати, што би се рекло да не следат, но кога сте самостојно, кога отварате продавница, треба да пазите да има, не знам, контакт телефон, единствен даночен број, некои основни параметри. Да, треба да мора да се отвори фирма ако сакате и продавница, во смисла, особено ако сакате плаќање со картичка. А и за да си биде регулирано, нели, да биде како всушност, како правилен бизнес, како што треба. Не е дека не можете плаќање по достава, односно со кеш, но сепак ако некој сака да имплементира плаќање со картица, верувам се повеќе луѓе користат и особено ако сакате некој од страна да купи нешто и така натака. Тогаш дефинитивно треба да сте регистриран правен субјект и да пазите, има една листа која што ние имаме објавено, слободно може да ни се обратат. Ја имаме објавено на e-commerce for all се вика страница.mk, кај што може да ги видат основните работи што треба да ги следат како чек листа. За да отворате продавница и да им биде compliant, што би се рекло, односно ги задоволува барем минималните законски. Не се тоа ништо комплицирани, туку едноставно е вакви работи. Контакт, дека треба да има адреса, политики, ние што се стиг виделе доле десно. Што треба да се запазува, точно, да. А кои би рекла дека се најголемите предизвици за трговците кај нас? За жал, мислам дека е сивата економија, тоест не мислам, знам дека е сивата економија, тоа е нерегистрираните продавачи на социјалните медиуми, бидејќи во ситуација кога постојат, тие не вработуваат луѓе и можат да понудат и поевтини цени и така натаму, ама пред малку ви ги спомнав па и опасностите од таа страна, така да
тие дефинитивно им се нелојална конкуренција на оние кои што работат по правила, прописи и така натаму, Пакет Мака Fashion Group, Урма, Митра, Ананас и други, да. Така да, дефинитивно ова е број 1. Друг предизвик е делот со логистиката. Сите знаеме и сме имале и пријатно и непријатно искуство со логистика, односно со достава на производ, каде што или се чекало долго, или нереспонсивно е, мислам, во некои сати работат доставувачите кога нас не ни одговара или ред други работи, така да тоа е една од најгорките, најболните теми на домашните трговци. И исто така, оно што е проблем е делот со недоволно развиените дигитални вештини кај купувачите. Значи немаат сите уште, за жал, но полека напредува, но немаат уште сите дигитални вештини како да го извршат купувањето и така натаму. Јас един денес имам пример другарка или било кој ми рече ајде можам купи ми карта за визер. И за мене, ја так некако ми е као, ама окей, мислам, не е ништо страшно, сакам да кажам дека се учи, ама постои како пречка, како предизвик. И посебно што би го нагласила е делот со недостатокот на едуциран кадар, односно кадар што е соодветен, што може да се искористи, нели, да работи во со е-трговија, во било кој дел од е-трговијата. И за крај, Марија, на каде одиме со е-трговијата и AI? На каде одиме? Одиме кон хиперперсонализација, оно што го спомна за тему. Идејата е дека сите ќе гледаме различен екран, различни описи, различни цени, зависно од нашите желби, пребарувања и така натаму. Тоа е едниот дел, значи хиперперсонализација дефинитивно. Вториот дел автоматизација, најголем дел од процесите позадински ќе бидат автоматизирани, што мислам дека навистина ќе го олесни работењето. Сега тука дава простори за грешки, ама нели мора да се следи, да. Мислам дека иднината е дека ќе почнат да во секоја фирма да има AI тимови, како што има за маркетинг, за сметково со тоа во донаторскиот свет се вика cross-cutting, односно подржувачки за сите, било која фирма од било која сфера, дека ќе има и таков тим кај што ќе прави ресерч на нови алатки, на нешто што е апликативно и така натаму, така да мислам дека и таму ќе дојде времето за тоа. И тоа генерално, мислам дека тие неколку работи се вака клучни што ќе означат и трговијата и што во таа насока ќе се движи во следниот период. Јас многу би сакала да ти се заблагодарам за овој пријатен разговор. Ти посакувам многу успех во иднина и се надевам дека повторно ќе се видиме и ќе се поразговараме. Ти благодарам многу и на тебе за поканата и исто така за пријатниот разговор, па да, се надевам и јас дека ќе се видиме пак. Ти благодарам.